أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين ثم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فأيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى واتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية. أما بعد. Хамдот, шукрот, благодарноста, славата, величината му припаѓа на Аллах Азza wa Jalla, нашиот Господар, нашиот Создател. Оној кој опишан со најубави имиња и со најсовршени својства. Салават, селам, мир и спас и благослов му испрашам на последниот Аллахов миленик и пратеник и веровесник и пејгамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. И негова честна фамилија, негови верни асхаби, табеин, табеин и сите следбеници на овој дин кои во добро го следат до судниот ден и потоа Аллахума амин. Скапи браќа, ја уште на почеток, извинавам се, не знам колку ќе ме разберете на македонски јазик. Аллах да е доволен од сички. Ја ќе се обидам да зборувам полека со една единствена цел, ова наша лекција да се свати, да се разбере и да остави трага во нашиот живот, инша Аллаху таала. Од суннет, од пракса, од традиција на еден муслиманин е мен лем јешкури насе, лем јешкури Аллахе. Рекол Аллаховиот пратеник, пејгамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, кој не е благодарен на Аллах, на луѓето, на хората, тој не благодарен ниту на Аллах. Затоа ние сме благодарни првин на организаторот, на иницијаторот, на реализаторот, на всички кои се вклучија во ова лекција, да ние вечерва овде бидеме во Софија заедно со овие прекрасни, блескави лица, нурун ала нур, иншаллах Аллах Азza wa Jalla да не собере во дженнет, во друштво со Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллем. Благодарност и до муфтинијата на Софија, која по барање на Месџид студентски клуб пушти официјална покана, и затоа им сме благодарни Аллах да ги варди, Аллах да ги чува, што не удостоија и ни пуштија официјална покана. Благодарност и до сите вас, Аллах да ве вознагради со најхубава награда, што одвоивте време и дојдовте од многу далечни места, поминахте многу километри, многу часови, време, секунди, потрошивте средства материјални да вечерва овдека бидеме во најхубаво место на оваа земја, а тоа е Месџид. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب البلاد عند الله قال المساجد. Беше питан, беше прашан Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем кои се најхубави места на земјата. Божиот пратеник кажа тоа се месџидите, тоа се џамиите. И затоа, драги браќа, мојата тема и лекција која вечерва искам со вас да ја споделам е знаењето, бездействие
Има ли полза одговорност? Ова е многу важна тема во денешно време. Многу важна. Бидејќи денес има многу знаење, многу илм. Само едно запомнете. Илм, наука, знание. Во Куран се спомина во над 770 места. 770 места. Аллахово име Ел-Алим, оној што е зналец, се спомнува во Куран во 157 места. Додека Ел-Илму се спомне во Куран во 82 места. И знаете ви сите дека прва Аллахова наредба, императив кој дојде на земјата на Расулулла ﷺ беше икре, учи, знаење. Бидејќи без знаење не може да имаме иман, јака вера во Аллах. А без јака вера не може да имаме действие, не може да имаме акција. Бидејќи теорија без пракса, тоа е како едно дрво без плод. Дрво без плод. Вели имам Ебу Хамид Ал-Газали, замисли еден човек кој што се наоѓа во пустина и со него има 10 сабји, има лак, има стрела. И му се пушта некој лав, некој звер, некој пустинско животно, дали ќе му користат, дали ќе му исползват тие 10 сабји и лак, стрела, оружје, ако тој не го употреби. Нема да му користи, нема да му ползите. Така и ние ако имаме знаење, меѓутоа без дејство, без акција, без пракса, тоа нема да има корист, нема да има полза. И затоа во Куран, инна лазина амену ва амилу салихат, оние кои веруват и кои што прават добри дела, кои работат добри дела, кои имаат акција, во Куран спомина се во 52 места. Значи, не е доволно верување, не е доволно само знаење. Мора да има амелу салих, мора да има акција. Во 52 места веруваат и прават добри дела. И затоа, драги браќа, вие моментално овде се наоѓате во една џеннетска бавча. А рекол пејгамбер салаллаху селем, идha marartum bi riyadil jannati fartau, кога ќе поминете покрај некоја џеннетска бавча, одморете се, релаксирајте се. Калу ја Расулаллах, ва ма ријадул џенне. Асхабите опитаа, Аллахов пратенику, која е таа џеннетска бавча? Џеннетска градина. Каза, хиляку зикр. Тие се оние места каде што хората се собира да го спомнува на Аллах, да изучува Аллаховата вера. И затоа бележи имам Тирмизи од Кефир ибн Кајс, анна раджулен джае инда Аби Дарда фи Димашк. Еден човек дојде кај Ебу Дарда во Дамаск, главен град на Шам, на Сирија. Ебу Дарда асхаб, другар на посланикот, на пејгамберот, на пратеникот Расулуллах. И му рече, дојдох, джитуке, самијату еннеке тухаддису хадисен. Слушнах дека ти знаеш некој хадис, искам да ми го пренесеш, да ми го кажеш. Ава гајре залик, од джиту мин Мединети Расул, дојдох од градот на пратеникот на Мухамед од Медина. Колку има од Медина до Дамаск? Колку километри има? Најмалку има 2000 повеќе километри. Да слушне еден хадис. Рече, да не имаш некоја друга потреба. Еджители тиджаре, да не дојде за трговија, за купопродажба. Не рече. Специјално дојдох само да слушнам хадис на Расулуллах. Му рече, слушај сега. Кале Расулу саллаллаху алейхи ва саллям, мен салека тарикан, јелтемису фихи илман,
سهل الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتدعو أجنحتها رضا لطالب العلم وإن أهل السماوات والأرض ليستغفرون لمعلم الناس خيرا لمعلم الناس خيرا حتى الحيتان في جحرها فإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. Ебу Дарда асхаб на Расулуллах казамо, го слушнах на Расулуллах саллаллаху алейхи ва селем како каза: Мен салеке кој ќе тргне тарикан на пат, јелтемису фихи илма, да бара, да трага наука. Овде не се мисли само верска наука. И оне кој дошол да бара медицина, економија, секоја корисна наука, која ќе му користи на хората, ќе му користи на своја зедница, тоа е фи себилилlah. Сахал Аллаху леху бихи тарикан илал џенне. Аллах ќе му го олесни патот за џеннет. Wa innal malaike, навистина, мелеците ги положват своите крилја од задоволство за оној кој бара знаење. Кој бара знаење. Wa inna ahla samawati wal ard, навистина, жителите на небо, небесата, жителите на земја, ле јастагфируне, бара прошка кај Аллах за оној кој бара знаење, кој бара наука за Аллах азза ва џелле. И пегамберите, Аллаховите веровесници, тие не оставија ниту пара, ниту динари, ниту дрхми, ниту сребрени пари, ниту златници во наследство. Иннама варрасул илм, тие оставија знаење, наука. Па кој ќе зема знаење? Тој земал огромно богатство. Огромно богатство, драги браќа. Затоа, ако погледнаме Куранот, единствено нешто што Расулуллах бара од Аллах, Рабби зидни илма. Вакул Рабби зидни илма. О Аллах, зголеми ми го моето знаење. Меѓутоа, وحديث ابن ماجه حديث صحيح كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Аллаховиот пратеник со селем барал заштита кај Аллах субханаху ва таала да го заштити од 4 работи. ومن علم لا ينفع. О Аллах, заштити ме, сочувај ме, варди ме од знаење кое не користи. Кој е тоа знаење кое не користи? Тоа кое нема дело. Кое нема дело. И затоа, драги браќа, послушајте ги овие примери. Знам дека искате да слушате практични примери, живи примери, кои ќе ви останат во ум и во дело, и во пракса. Вели имам Ахмед ибн Хамбел, рахимахуллах, Аллах да му се смилува. Ахмед ибн Хамбел. Вели ма кетебту хадисен илла ва амилту бихи. Не сум записал еден хадис, а да не сум постапил по него. Имам Ахмед има муснет. Знаете што е муснет? Муснет е збирка на хадиси. И таа збирка на хадиси брои 40,000 хадиси. 40,000 хадиси. Вика не сум запишал еден хадис во моја збирка, а да не сум постапил по него. Па дури прочитах, најдох. Енне небија ихтеджеме инда Аби Тајбе وأتى له درهم واحدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة некој асаб правел му хиџама. Знаете што е хиџама? Она. И пегамерот како завршил со хиџама, му платил на Абу Тајбе еден дирхем. И јас отидох кај мухтеџим, кај човек што прави хиџама, да го практикувам тој суннет, да направам хиџама и да му платам еден дирхем како Расулуллах саллаллаху алейхи ва селем. Гледате, драги браќа? Што значи следење на суннет и што значи илм вал амел, знаење и практикување, действување и действие. Послушај сега овој хадис.
Ибн Омер радијаллаху анху, хадис Бухари, хадис сахих, веродостоен, потврден, автентичен хадис на Расулуллах. Вика, влегохме во намаз. Почетен текбир, ифтитахи текбир. Еден позади, асхаб, каза, Аллаху акбар кабира, валхамдулиллахи каthira, ва субханаллахи букратен васила. Кога заврши намазот, Расулуллах ﷺ праша, опита, менил койл, кој ги каза тие зборови? Нели ние казуваме Аллаху, тука застанеме. Додека овој асхаб, другар на пегамбер салаллаху алейхи додаде уште други зборови, други думи. Аллаху акбар кабира, валхамдулиллахи каthira, ва субханаллахи букратен васила. Божиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи на крајот опита, менил койл? Кале, ана ја Расулуллах, јас Божи пегамбер, аз Божи пегамбер. Аджибту лаха, футихат лаха абваб ас-сама. Чудих се на тие зборови, воодушевих се на тие зборови. Кога ги изрече, кога ги каза тие зборови, тие думи, футихат, отворија се небески врати. Ибн Омер, оној кој го пренесвит овој хадис, Абдуллах ибн Омер, син на Омер радијаллаху анху, каза, изговори, рече, ма теректухунне, мунду самијатухунне, илел абед. Тие думи, тие зборови, откако ги слушнав и ги научив, никогаш веќе во живот не сум ги испуштил. Секој пат кога влегува во намаз, ги изговарав тие зборови. Зошто? Бидејќи пејгамбер кажа дека се воодушевува Аллах и се отварат небески врати. Хадис сахих. Уму Хабибе која беше? Супругата на Расулуллах салаллаху алейхи ва саллем. Семијату Расуле, слушнах го Божиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем. Мен салла фил јауми 12 рекаа, буније леху бейтен фил џенне. Го слушнах на Божиот пратеник салаллаху алейхи ва саллем. Дека Божиот мир и спас биде врз Расулуллах. Како каза? Кој во денот и ноќта ќе клања 12 рекати надвор од фарз, значи доброволен, кој 12 рекати ќе клања во текот на денот и ноќта, не фарзови, надвор од фарз, буније леху бейтен фил џенне, ќе му биде изградена куќа во џенет. Значи Аллах ќе му изгради кашта во џенет. Тие се 2 рекати сунет пред сабах, 4 рекати сунет пред полден, пладне, како казвате. Тие се 6. 4 после полден, после пладне, 10. 2 рекати после акшам, 10. И после јација, 12. Бидејќи после полден има 2 рекати, а има и 4 рекати. Разбирате? Вели Уму Хабибе, валлахи, се колнам во Аллах, откако научив тој хадис, никој пат, никогаш, тие сунети ги немам испуштено. Вели амбесе, пренесувачот, во ланец, во синџирот, вели и јас никој пат не ги испуштив тие зборови, откако ги слушнав од Уму Хабибе. Амар ибну, вели и јас откако го слушнав на амбесе, го пренесува тој хадис, никој пат ги немам испуштено тие зборови. Гледате асхабите. Она што ќе го научиле, веднаш во пракса, действие, во дело, бидејќи знаењето може да биде доказ против нас. Има хадис во кој има малку слабост. Ешадду наси азабен алим лем јентефи Аллаху би илмихи. Најголема казна на судниот ден че има учен човек кој не го спровел, не го практикувал своето знаење. Не се окористил, не се исползвал со своето знаење. Слушај друг пример.
Фатима, черка на Расулуллах ﷺ. Многу се работеше, многу беше изморена. Еден ден слушна дека дошле робови и слуги кај Расулуллах ﷺ, кај незиниот башча, кај незиниот татко. И незините раси има рани од многу работен од камен и мелеше жито, брашно, разбирате ме, за да прави храна, да прави јадење. И дојде во домот на Расулуллах ﷺ не беше дома. И таа врна се врати назад. Кога дојде Расулуллах, праша дали беше Фатима, беше, и пегамер право отиде дома. Кај кого? Кај Фатима и кај зет му Алија, ради Аллаху анху. И застана меѓу нив двајца во соба. Рече Расул селем, Фатима, беше кај мене? Да. Зошто? Ја Расулуллах, рацете ми се полни со рани, со жулеви, бидејќи работам, тешка работа, па реков да ми дадеш помошник, слуга, роб, да ми помогне. И Расул селем, ела дуллукум ала муа хајр мин ал хадим. Дали сакате да ве поучам, дали искате да ве поучам нешто што е повредно од слуга, што Аллах ќе ви даде кувет, ќе ви даде сила, енергија, повеќе од слуга. Бела ја Расула, секако Божи пегамбере. Ида авајтума ила фирашикума. Кога сакате, кога искате да легнете, да спиете навечер, сабиха саласен ва саласин. Изговорете 33 пати Субханаллах, Субханаллах. 33 пати. Алхамдулилlah 33 пати. Алейкум салам. 33 пати Алхамдулилlah. И 34 пати Аллаху акбар. Аллах, ко секој од нас, тоа е суннет. Кога навечер ќе легнеш, немој да легнеш со TikTok. Немој да легнеш со Instagram. Легни со зикр. Валлахи постои предание. Кој човек навечер оди да легне, вика вакафе, кај неговата глава застанува мелек, од десна страна и застанува шејтан. Навечер, кога одиш да легнеш навечер, да спиеш. На десна страна мелек, на лева страна џавол, шејтан. Па ако верникот, ако муслиманот проучи дови зикрови пред спиење, проучи ајатул курси, проучи бисмилла, бисмике Аллахумме емуту ва ахја, проучи кул ху Аллах 3 пати, фелек 3 пати, 3 пати нас, после духле во рацете и го помине своето тело, ла юкаррибу шејтан, не му се доближи шејтан. Па мелекот му вели на човекот, ихтим биле хајр. Овој ден заврши го со добро. И ако човек легне на вечер, да спие, испомне зикр. Субханаллах, 33 пати, алхамдулилlah, Аллаху екбер, ајатул курси, знате, Аллаху ла илаху ва илика јум, амен расулу, два ајати последни од суре Бекаре, бисмика Аллахуме муту вахја. Има многу зикрови. И тогаш мелек го штити, го варди, го чува цела ноќ. Додека џавол, шејтан, вели ихтим би шар. Или заврши го ноќот, или заврши го денот со лошо. Како? Успи се. Прави да заборави, да изговара зикрови Куранот. Вели Алија ради Аллаху анху. Кој Алија? Зет. Кој го слушна овој хадис. Вели валлахи ма теректумухунне мунду семето сера. Никогаш во живот не го јам испуштан тој зикр пред да легнем да го учам. Гледај. Значи одма тие слушале. Како што вели Ибн Омер, кане сахаба, асхабите на Расулуллах саллаллаху алейхи. Кога учеле Куран, учеле 10 ајети и не преминувале на други 10. Да учат други 10. Се додека тие 10 не ги справиле во пракса. Не ги ставиле во действие, во акција. Фетаалламна ал-илма вал-амал. Па заедно научивме и знаење и дело и акција.
Гледате, па му вика некој на Алија, тоа хадис сахих, хадис Муслим. Кај Али, вала лейлете сифин, ниту во ноќта на Сифин. Ноќта на Сифин тоа беше битка меѓу Муавија и Алија. Вика Алија, валлахи ма теректухунне. Откако го слушнав тој хадис, пред спиење, 33 пати субханаллах, 33 пати елхамдулилlah, 34 пати Аллах акбар, и во битка, војна, не ги имаме спуштено тие зборови. Затоа, драги брача, ние денес имаме многу знаење. Ако ние знаењето го ставиме во пракса и убедени сме, валлахи ќе имаме голем берекет. Слушај го сега овој пример. Не знам дали ме разбирате, дали моите думи ги разбирате, дали сум јасен, иншаллах. Кажу еден шејх од Сирија, Абу Абдурахман ел Мутавакил. Овој жив пример кој се случил во Ријад, главен град на Саудитска Арабија. Главен град на Саудитска Арабија. Пред џамија, пред месџид, секоја џума доаѓа една жена, проси, пита. Казва се така, пита. Една џума, две џума, три џума. И четврта џума, имамул месџид, имамот, хоџата на џамијата, ја застанал таа жена. Кој, извини, раскажи ми за твоја ситуација. Зошто питаш, како е? Рече, мојот сопруг почина, умре, пресели на ахирет. Јас имам јетими. Сиромашна сум. Само еднаш в недела, значи во џума, седмично, еднаш само пред џамија. Тоа што ќе соберам од хората, садаката, милостињата, со таа милостиња живеам 7 дена. Имамот ти каза вака. Ела уаллимху ки келимат. Дали сакаш да те научам нешто, ако ти го правиш, ако ти го практикуваш, ако ти го земеш во дело, Аллах би изнилlah, со изин од Аллах, со дозвола од Аллах, Аллах ќе ти ја поправи состојба. Жената го каже, имам, сака да ја советува на жена која е во сиромашна состојба, тешка состојба, економска состојба, жена довица со јетими. Вели, аксери минел истигфар вал хаукале. Многу често, многу изговарај, астагфируллах, 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 барам прошко од Аллах. И хаукале, ла хаула ва ла куввата илля билlah. Се разбираме ли? Значи, многу истигфар и многу ла хаула ва ла куввата илля билlah. Нема сила, нема моќ, освен Аллах. Аллах може да ти ја промени состојба од тага во радост, од несреќа во среќа, од мака, од тешкотија во леснотија. И жената замина. Следна џума нема жената. Втора џума нема жената. Трета џума нема жената. Имамот на месџидот, на џамијата, почна да се преиспитува, да не ја навредил, да не ја понижил. Почна да распитува, да се распрашува за состојбата на жената. Дека е жената? Каде отиде женава? Што се случи со женава? Отиде во малото кај што живе, нема жената. Нека стара куќа, трошна куќа, кај што спиеше, кај што живееше. Ги праша, ги опита комшиите, соседите. Дека таа жена со јетими, со сираци, со без маж, довица, така. А рече таа рече се омажи, таа богаташка. Ла хаула. Незина работа чудом. Може ли, рече, имаме број од незиниот сопруг. Дајте ми број. Вртимо, телефон. Селам алейкум, јас сум имам на месџид. А, знам те, рече. Одека ме знаеш ти? Од каде ме познаш ти? Па рече, ми каже сопругата. Што? Дека ти си казал, ти ја советувал на сихат вас дерс, многу, астагфируллах, ти како сопруга, како жена, довица, и двоите деца заедно, правете истигфар. Значи, не само таа како мајка, туку и незините сираци ми. Видете сега, овој човек, сопругов, што е земал за жена, казива,
Вика, спиех в сон. Валлахи биллахи. Кој иска, ќе му дадам линк од ова сторија, како казвате, ова прича, ова народска киса. И вика, спиех. И во сон ми дојде глас. Кум, стани. И има една жена со јетини, со сираци. Има потреба за помош. Веднага да одиш да ја помогнеш. Ја рече, разбудих се. Која жена? Во тоа мало, на тоа место, таа и таа жена. Ја земах мајка ми, кажа тој шејх, тој човекот. Мајка ми отидов тамо кај таа жена, наполнив колата, автомобилот со храна, јадење, пиење, артикли прехранбени за јадење. Таа сиромашна, жена млада, без маж, без сопруг, деца, сираци. Кога се вративме назад, кога се врнахме, мајка ми рече, синко, оти не ја земеш за сопруга, види каква честна жена, види каква домачинка жена, со јети ми и севапче имаш и чебаб, казват код нас во Македонија. Значи е севап, чебаб. Севап значи награда, а чебаб значи чебаб и они што се во... Така се казива во Македонија, севап и чебаб. Значи, мајко, гледаш како домачинка жена, хубава жена, довица, честна, и ќе ја помогнеш, и ќе се жениш. И рече, се вратих назад и понудих брак. И вика, ја земав за жена. А јас вика, голем богаташ, голем зенгин, голем гани джидден, значи многу богаташ. И купив нова куќа, голема куќа, палата, кула. И ја земав од таа куќа, и ја донесов да живе од таа богата куќа. Че Аллаху екбер, ете таа джебун, овој шех каже, дали се чудите? Немој да се чудите. Немој да се чудите. Валлаху јаф'алу л-аджаиб. Аллах прави чуда. Валлахи Аллах прави чуда. Само кога? Кога ќе имаш јакин. Знаете што е јакин? Ние денес имаме илм. Дали имаме јакин? Има разлика меѓу илм и јакин. Илм значи знаение. А јакин значи убеждение. Пример, кога Муса алейхи селам дојде пред Црвено море, така? Зад него беше војската на фараонот. Пред него Црвено море. Хората што беше со него, тие припадници, следбеници, кауму Муса, бено Исраил, како рекоа? Инна лемудрекун. Фелемма тераал џем'ани калу инна лемудрекун. Кога го здогледаа, значи кога народот на Муса го здогледа војниците на фараонот, рекоа, о Муса, готови сме. Халас. Емамена al-бахар, во халфена al-џейш. Пред нами море, океан, Црвено море. Зад нас, зад плешки, зад грб, војска, нема. Калла. Како каза Муса? Како изговори Муса алейхиселам? Како рече? Калла. Никогаш. Иннеме ја Рабби сејади. Навистина Аллах си мене. И Аллах ќе ме упати. Аллах можеше да му го отвори море. Али Аллах што му каза? Одриб бесак al-хаџар. Удри. Фадриб al-бахра. Удри со стап од морето. Морето ќе се одвои. Што иска да ни покаже? Дека Аллах може да прави чуда без наша акција, али ние мораме акција да имаме. Ние мораме да удриме со стапот. Ајде да земеме се 1000 стапови да удараме во море. Ќе се отвори море? Не. Аллах отвора море. Ама Аллах иска да не научи нас дека ние треба нашиот дел да го направиме. Што? Нашиот дел. За Мерјем алейхиселам. Мерјем алейхиселам. Таа го роди, знаете, Иса алейхиселам. Надвор од град, надвор од село. Откако се породи, нормално жена која се породи, слаба, изгуби многу крв, слаба. Аллах што и каза во Коран, сурата Мерјем. Ва хузи илейки би џизеи нахл тусакит алейки рутабен џанија. О, Мерјем, затреси го, потреси го палмата, ќе ти падна свежи урми. Бе, бремена жена, како ќе го потресе? Ти направи го твој дел, Аллах ќе направи свој дел. Затоа, драги браќа, знаењето, ако не го ставиме во пракса, тоа ќе биде доказ против нас на судниот ден. Против нас доказ. Затоа, имам Бухари, во негова книга Сахих Бухари,
Бауабе бабен, постави едно поглавие, капитул, ел-илму кабле л-каули вал-амел. Прво е потребно знаење, а потоа дело. Знаење без дело е како тело без душа. И затоа нема потреба многу да ми знаеме, али она што ќе го научиме, да го спроведеме во дело. Вели Абдуллах ибн Мас'уд радијаллаху анху. Абдуллах ибн Мас'уд радијаллаху анху. Синфани мин нас, ин салахат, салаха нас, ва ин фасадат, фасада нас. Две групи, две категории на хора, две групи на луѓе. Ако се праведни, ако се исправни, исправно е општество. Исправна е заедница, исправна е држава. Ако тие две групи на луѓе се расипат, станат корумпирани, пропада тоа општество. Ел улема вал умара. Тоа се владарите и учените. Кој е расипан учен? Оној кој има, како што казал Хасан ел-Басри. Хасан ел-Басри како рекол? Ел илму илман. Илмун леке во илмун алейк. Има два вида на знаење. Има знаење кое е на јазик и тоа е доказ против тебе. Тоа е доказ против тебе. И има знаење кое е во срце. Тоа е доказ за тебе. Знаење на јазик, тоа е само знаење без пракса. А знаење во срце, тога е знаење во дело. И затоа, драги браќа, нашите предходници, асхаби, генерации, многу ги поштовале учени луѓе. Знаење. Замисли, халифа Мутавакил му плачал на Хунейн ибн Исхак, му плачал во злато ако преведе книга од грчки на арапски. Ние сме биле учители на Европа. Знаете, кога имало во Сараево, главен град на Босна и Херцеговина, кога имало канализација и во Андалузија, во Шпанија, Европа не знала што е канализација. Вели Густав Лебон, тој е историчар, филозоф. Леу лем тузгиру араб, летеахарат нигдету уруба курун. Ако не се појави арапите, знаете, арапите, муслиманите, осмалиите, арапите во Андалузија, осмалиите на Балкан, Европа уште ќе беше во темнина. Европската револуција и ренесанса уште ќе беше во темнина. Ние од 8 век до 14 век бевме учители. Денеска каде сме? Каде сме ние? Затоа, драги браќа, нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху таала алейхи ва саллям не поучил талебул илми фарида ала кулли муслимин. Хадис ибн Маџе, хадис сахих, веродостоен, автентичен хадис. Трагање, барање на знаење, на наука е првостепена обврска на секој еден муслиман. Како е тоа знаење? Искаш да кланеш намаз? Искам. Како ќе кланеш намаз? Дали знаеш алхамдулилlah правилно? Ла салата бидун фатихат китаб. Нема намаз ако не да учиш ти фатиха. Како ќе научиш ти? Мора да учиш. Во арапска јазик постои правило. Ма ла јутимму л-ваџибу илла бихи фахуа ваџиб. Нешто што не може да се исполни ваџибот, обврската, задолжението, без него и тоа станува задолжено. Намаз што е? Намаз што е? Сунет, фарз, ваџиб што е? Намаз е фарз, строга обврска. За да кланеш намаз што треба? Треба абдест. Треба да знаеш абдест как се зема. Намаз, треба да знаеш намаз как се клања. Значи барање на наука како што клањање намаз е фарз, тогаш и барање наука да научиш како се клања намаз е фарз. Бидејќи фарзот без овој фарз не може да се исполни. Зошто Аллах азza wa jalla го почести на Адем алейхи селам? وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بهؤلاء أسماء إن كنتم صادقين. Allah го поучи Адем, го научи как се казва ова, как се казва. Мелеки им рече, дојде вамо. Анбиуни би асмаи хаулаи ин кунтум садикин. Ако вие кажувате вистината,
Кажете ми како се? Калу субханаке ла илма лана илла ма алламтана. Господару, славен да си. Ние не знаеме освен ти она што не си научил. Значи, знаењето го крена на Адем алейхи селам. Вели Хасан ал Басри, юзен јаум ал кијаме, на судниот ден, мастилото на учените луѓе ќе биде потешка од крвта на мачениците, на шехидите. И каде има учен човек, што значи? Што значи учен човек, драги браќа? Затоа мораме, како што рекол Ебу Дарда радијаллаху анху, кун алимен, ау муталлимен, ау мустамиен, ау мухиббен, вала текун хамис, фетухлек. Биди учен човек. Ако не можеш, биди оној кој бара знаење. Ако не можеш, биди оној кој слуша. Четврто, биди оној кој ги иска, кој ги сака, кој ги помага, кој ги финансира. Немој да бидеш пето, фетухлек, ќе пропаднеш. Ние денеска, што вели, јас преведох и напишах пред 15 години една книга на македонски причини за декаденца на исламскиот уммет. Азбаб таахурул муслимин. Причини зошто ние сме заостанати, зошто ние имаме застој во свет. Значи, овој одело е италијанско, овој саат е шпански, чорапи кинески. Ми немаме ништо наше. Овој микрофон чиф е, овој италијанско може чува. Како ние можеме да се фалиме, сме уммет на илм, уммет на знаење, а ние све е. И во таа книга, валлахи, прва причина, Шакиб Арслан има една книга Лимада тахар ал муслимун ва тaqaddama ал ахарун, така казива се. Таа книгата наслов гласи зошто другите народи отидоа напред, а ние останавме назад. Вика, прва причина е елму, знаење. Наука. Кога си видел ти наши муслимани патува во воз или во автобус или во авион да чита книга? А види другите. Види другите како читаат. Вика, муслимани не знаат да разликуваат меѓу вино и оцет. Се казва така на български. Не знаат што е вино, што е оцет. И тука има еден пример, валлахи, кој многу го искам да го пренесам. И многу место и впечаток. Еден пример. Еден ден, мајка на Хаджач ибн Јусуф ас-Сакафи, сигурно сте слушнале, Хаджач ибн Јусуф ас-Сакафи, тој бил зулумчар, тиранин. Многу луѓе го бил. Зулмен, значи неправедно. И еден ден мајка, како мајка, ви знаете, мајчино срце не може да се опиша. Мајчина љубов е безрезервна. И жена што те иска, то те сака, те обича, за некој интерес. Значи, еден човек кога умирал во Багдад. И тие плачат. Жената плаче, децата плачат, татко плаче, пашчата, мајката плаче. Така, Зено, зашто плачеш? Па ќе останам довица. Ти деца што плачете, ќе останам јетим и без финансии. Ти, татко, па сино ми помагаше. Вие сите плачете за себе, никој не за мене. Разбирате? Секој плаче за себе, не за мене. Вие не плачете за мене, како ќе излезам пред Аллах, како ќе полагам рачун. Ти плачеш, ќе останеш довица, нема да имаш маш. Ти плачете деца, што нема пари, нема мони, нема финансии. Разбирате? И се мајкава, мели, ја, Хаджач, о, синко мој, бе, како ќе полагаш рачун пред Аллах? Многу зулум направи, многу неправда, многу насилство, многу на земја, многу крв пролеа. Мајко, искаш да ти докажам? Сакаш ли да ти докажам, да ти потврдам? Како бе, синко? Чекај ме. Излезе пред врата. И еден човек врвеше по пат. Одеше по пат. Дојди вамо, тој почна да се тресе. Зашто знае Хаджач, ако го покани, ако го викне, види глава му лета, зашто одма глава му лета во небо, готово. Дојди вамо, не се плаши, не те убивам, вика. Не се плаши, не те убивам. Со што се занимаваш, бе ти? Прочи, јас се занимавам со маслинки. Одгледувам маслинки, знаете маслинки, зејтун. За 1 кило масло од маслинки, колку маслинки треба да има? И тоа му кажува 785 маслинки. Да се направи од маслинки кои ќе се седат, така како се називате, кои ќе се иседат, од толку маслинки излегува 1 литар чисто екстра вирџин оливе, добро. А од 100 маслинки колку? Математика, бизнис, економија,
100%. Добре. Сега да те питам. Колку се исламски шартови? 8. Како без? Шахадет, намаз, зекат, рамазан, хаџ, колку се? 5. Тој колку се? 8. Аха, добро. Мајко, слушаш? Слушам, синко. Колку се имански шартови? 10. Како е 10? Имански шартови. Аменту биллахи ва малаикати ва тубиху. 6. Верувам во Аллах. Кои се фарзови на гусул? Колку се? 5. Како 5? 3. Мајко, ваков човек, ваков инсан, кога ти би си имала права да судиш, да казнуваш, што би си донесла одлука, суд? А што е глава да му сечеш? Ја му сечам глава. Јас сум Аллахова сабја на земја. Вакви копуци, што све знаете од дуња, а не знае абдес, не знае тарет, не знае гусул, не знае имански шартови, што треба за такви луѓе? Главата сечење. Јас ја сечам главата. Значи, гледате, драги браќа, ние денес дека све знаеме. Да не прамуваме се за Меси или за Роналдо, колку зема тамо Насар, колку има трансфери тие пари. Ми све знаеме за дуња. Колку пари банка, евро, све. А некој да не праша, ајде, еден, да наброи ашратул мубаширин бил џенне. 10 мина кои се обрадовани со џеннета. Ајде да кажеме, да бидеме искрени. Дали ги знаеме? Сопругите на Расулуллах, Куранот или други работи. Затоа, драги браќа, знаење без делување, без дејствување, тоа е доказ против нас на судниот ден. Вели пејгамбер саллаллаху алейхи васелем во хадис Тирмизи, хадис добар: ла тезулу кадем абдин јаум ал-кијамети хатта јус'ала ан арбаин. Човекот не може на судниот ден да мрдне една педа. Како се казва на български? Една педа, така ли? Добре. Една педа човек на судни ден нема да мрдне, а Аллах азза ва џелле да не го опита за 4 работи. За 4 работи. Ан умрихи фиме ефна. Аллах ќе го пита за животот, каде го потрошил? Во животот, каде го поминал животот? Каде го потроши животот? Тоа е прво. Второ, ан шебабихи фиме ебла. Младоста, каде се забавувал? Трето, ан малихи мин ејне иктесебеху во фиме анфекаху. Богатството, имотот, как си ги заработил и дека си ги потрошил? Како си ги заработил и каде си ги потрошил? Ван илмихи мада амиле бихи. И за знаењето што си правил по него. Дали си действувал по знаењето? Гледате? На судни ден ќе бидеме опитани, ќе бидеме прашани пред Аллах. Дали ова што го слушаме го забавуваме ушето или ќе остане во срце? Ќе бидеш прашан за знаење што го учиш. Валлахи, вели Ебу Дарда ради Аллаху анху: وَيْلٌ لِمَنْ لَا يَعْلَمْ وَلَا يَعْمَلْ مَرَّةً وَوَيْلٌ لِمَنْ يَعْلَمْ وَلَا يَعْمَلْ 7 مرات. Тешко на оној кој не знае и не работи еднаш. Значи не знаеш, не работиш, тешко, казна една. Казна, разбирате. А тешко и казна на оној кој знае, а не работи, не постапува по дело, не го практикува, нема действие, нема акција, нема дело, 7 пати. И вели Ебу Дарда ради Аллаху анху: ахфафу ма хафу ан јакула Аллаху ли јаум ал-кијаме. Најпојче што се плашам на судниот ден, Аллах да ми рече: алимте фе маза амилте. Ти научи, ти слушна, ти доста информации седе. Од тога што го научи, што го спроведе во пракса. Какво действие, каква акција ти направи? Ти само научи. Дали ти тоа што го научи, го запомни, дали го примени во дело. Затоа, драги браќа, нам не фали корисно знаење и не фали акција и дело со цел да го постигнеме она што Аллах заџеле го бара. Меѓутоа, има уште една точка, а таа точка е ихлас. Што е ихлас? Слушај мамо.
Сура Ал-Аср. Верувам дека сите го знаете. Сите го знаете. Тоа е животен систем, концепт. Ова сура е концепт. Вели Имам Шафи. Лем юнзен мин Куран. Гајре хади сура лекафеткум. Ако беше објавено од Куран само ова сура, само сура Ал-Аср. Време, така. Не друго, че беше доволно. Достатично. Што има ова сура? Гледај. Ал-Аср. Жими времето, колнам се времето. Навистина човекот е во пропаст, е во загуба. Освен кој? Освен 4. Инна лазина амену. Оние кои веруваат. Дали можеш да веруваш ако не знаеш? Ти се да веруваш, треба да знаеш. Ва амилу салихат и оние кои што прават добри дела. Дали е доволно ти и јас верувам, правам добри дела? Дали е доволно? И застанам тука. Не е доволно. Ватавасау бил хак. И морам тоа што го научим и тоа што го правам, морам во дело да го ставам. Не е доволно. Што мораме ние да делуваме. Ти кланеш намаз, жена ти не кланя намаз. Черката не кланя, синот не кланя намаз. Како ќе биде со тебе халот на судниот ден? А куллукум раин ва куллукум мас'улун ан рa'iyatihi. Сите сте вие пастири, сите ќе одговарате за вашето стадо. Дали сакаш да спасиш жена ти на судниот ден? Дали сакаш да спасиш мајка ти, брат ти, татко ти? Тогаш верувам, правам добри дела и ги поучувам другите. Ватавасау бил хак ва тавасау бис сабр. И четврто, мора да правам трпение. Зошто? Тој ќе ми каже мене. Луѓето како се хората? Мора да имаш трпение, мора да имаш сабор. Зашто луѓето ќе те навредат, ќе те испровоцира и мора да имаш сабор. Сте слушали за Хасан ал-Басри? Хасан ал-Басри тарабба фи бейти Салеме. Хасан ал-Басри порасна, израсна во куќата на Салеме. Кој е Салеме? Супругата на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллем. Хасан ал-Басри беше голем ваиз, голем имам, голем алим. И тој во Басра држи худба, кој ќе држи тој худба, хората плаче, народот плаче, се тресе. Имам од срце, бидејќи секој говор кој излеги од срце, влегува во срце. Хасан ал-Басри држи худба. Собират се робовите. Свикат робови. Робовани слуги. Абид. Роби. Робов. О, Хасан. Одржи една худба за робовите. Многу не малтретираат, многу не мачат, многу не малтретираат. Па ако можете да не ослободат, знаете во Куран како пише тахриру ракабе во Куран пишат, тамо голем севап е да ослободиш роб. Одржи една худба Хасан. Иншалла Аллах ќе им ги омекне срцата на хората. И Хасан, нема проблем. Иншалла ќе држам ту худба. Помина една џума, 2 џуми, 3 џуми, 4 џуми, нема Хасан ал-Басри. И после 5-та џума Хасан ал-Басри држи худба и излегви народ хората од џумата, џематот и сите ги ослободите. Јака худба. Ама робовите незадоволни. Хасан бе, зошто чекаше толку? Немаме сабор. Една џума помина, 2 џуми, 3, 4. Зошто не прва? Рече, слушам. Јас немах дома робови. Јас отидов на пазар. Купив робови. Па се однесував добро спрема нив 2-3 џуми и после се качих на худба да држам да ослободам робови. Тога хората што? Тогаш луѓето што рекоа? Ова худба важи. Зошто? Зашто лесно е да ти викам тебе зекат давај, а ја не дам зекат. Ја лесно ти кажам ослободи, а ти сам не ослободиш. Кога луѓето видоа дека Хасан ал-Басри, она што го зборува, го прави во дело, тогаш хората го прими. И затоа вели Аллах азza wa jalla, ја ајуҳаллазина амену, лима тaqулуна ма ла тафалун. Кабура мактан инда Аллахи ан тaqулу ма ла тафалун. О верници, зошто едно зборувате, друго работите? Едно казивате, друго правите. Кабура мактан, колку Аллах мрази, колку е гадно, одвратно, развратно, непосакувано кај Аллах, едно да зборувате, друго да вршите. Во хадис сахих, хадис муслим, јуџа хадис Усама ибн Зейд,
Yuđa'u bir rajuli yawm al-qiyamah fatandaliku aqtabuhu fayaduru kama yaduru al-himar hawla ar-ruha. На судниот ден некој ќе дојде човек, инсан, муслиманин, неговите стомак отворен, неговите срева по земја се влечат. И тој кружи околу тие црева како магаре, знаете магаре? Како што магаре кружи порано, знаете имаше во сред двор магаре врши, така, врши. А тој им бил имам, им бил водич, им бил проповедник. И хората, народ ќе му рече: ја имам, елем текун та'мурна бил маруф ва танхана анил мункар. Зарем не беше ти оној кој не учеше да правиме добро и да избегнуваме зло? Знам, да, јас бев. Кунту амурукум бил маруф ва ла атихи ва анхакум анил мункар ва атихи. Ви наредував добро, а јас не го правив доброто. Ви забранував лошо, а јас го правив лошото. Мојата казна ваква на судниот ден. Неуду билlah. Во хадис сахих, лейлете усрие би, вели пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем. Ноќта кога бех на мирачи на Исра, мерарту би аквамин такриду шефахахум би мекарид мин нар. Ноќта кога бев на Исра на мирачи, поминах покрај луѓе, покрај народ, кои со железни макази, огнени макази, знаете што макази? Ножици, оние што се ножици. Ги сечат своите усни, своите бузи, своите овие усни. Зачудих се. Ја Џибрил, мен хаулај. Зачудих се. О Џибриле. Кои се овие луѓе? Кои се хора? Кој се овој народ? Зошто така прави? Со огнени, паклени ножици ги сече своите усни. Кал Џибрил алейхиссалам, мелек, одговара му: хаулај хутабау умметик. Тие се проповедниците, хатибите, имамите од твојот уммет. Од кој уммет? Од уммет на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллем. Кану јаъмуруна бил ма'руф ва јансауна анфусахум ва јатлуна ал-китаб афала таъқилун. Тие се проповедници, имами, хатиби од твојот уммет, кои на народ, на хората, на луѓето, на џемаатот му наредуваа добро, а самите се заборавија. Самите не го практикуваа. Ја читаа книгата, ама не постапуваа по книгата. Афала таъқилун. Зарем нема да се вразумите више? Зато, драги браќа, да не дложиме многу, а? Доволно више. Да не вика, арапи казват: ма калла ва делла хајру мима кесра валха. Она што е кратко и јасно е подобро тоа што е многу да не се заборави на прво што казахме. Како и да е, доволно е што се видовме. Доволно што вечерва успеавме мештама каумун фи бейтин мин бујутилlah јатлуна китаб Аллах ва јатадарасунаху илла назалат алейхим ас-сакина ва гашијатхум ар-рахма ва хафатхум al-малаика ва закарахум Аллаху фи мин индаху. Доста овие 4 работи. Хадис Муслим, веродостоен. Кога еден народ, кога еден луѓе, еден џемат, една хора, ќе се собере во некоја Аллахова куќа, Аллах кажете какова, мезџид, да учат за Аллахова книга, да се поучаваат во верата, ќе постигнат 4 работи. Аллах им пушта милост. Аллах им спушта спокој во нивни срца. Како овде што се чувствуваш, не можеш нигде да се чувствуваш. Мелеките ги покриваат со нивните крилија. Ва закарахум Аллаху фи мин индаху. И Аллах азза ва џелле ова хора што е овде собрана ги спомнува горе во друштво на мелеке. И што вели Аллах на крај? Ја мелаике уншидукум. О мелеки, земам ве за сведоци. О мелеки, бидете сведоци. Енни кад гафарту лехум. Јас на таа хора им прости гревовите. На тие луѓе им ги прости гревовите. Ва кад буддиле сејјатухум хасанат. И нивните лоши дела ги претворих во добри дела.
Има ли поголемо нешто? Па вика на судниот ден, оние луѓе кои имале многу гревови, ќе посакале да имале уште повеќе гревови, бидејќи Аллах гревовите и злоте дела ќе им ги претвори во добри дела. Вели имам Ахмед во хадис сахих, ганимету меџалиси зикр аль-џанна. Пленот, резултатот од седенки, од кружоци, каде што се учи за вера, нема друга награда освен џеннет, иншаллах таала. Иншаллах да имаме друштво со Расулот селем. Затоа ја уште еднаш го молам Аллах азza ва џелле со неговите најубави имиња и со најсовршени својства, без маихил хусна ва сифати лула. Аллах азza ва џелле кој е себеб, кој е причина, кој е иницијатор да овој ден од февруар од оваа 2026 година да се собереме овдека во Софија, да се запознаеме, да го потрошиме овој краток дуњалучки живот, дел од наши минути ги потрошиме за Аллах. Аллах да остави на кантарот на добри дела на судниот ден. Кога ла јомен ла јанфу малун вала бенун, ден кога нема да користи ниту богатство, ниту имот, ниту пари, освен оној кој ќе дое со чисто срце, со добри дела, иншаллах таала. Ва аллафа бейне кулубикум. И Аллах ги спои срцата. Леу анфакте ма фил арди џемијан ма аллафте бейне кулубикум. Да потрошиш се што е на дуња, сечко што имаш пари, материјал, банки, да ги споиш хората, луѓето, немој да ги споиш. Валакинна Аллаха аллафа бейнахум. Аллах ги спои срцата на верниците. Јас кажам и преска, овдека има студенти и од Македонија, и од Косово, и од Албанија. Многу браќа дојде и по 200 километри овдека да се видиме. Овдека навистина покажавме и докажавме дека навистина Расула сака нас да не види. Лейтени раајту ихвани, о Аллах, камо да видам мои браќа. Луѓе како Билал Ал-Хабеши од Етиопија, Сухајб Руми од Византија, Селман Фарис од Персија, од сегде ги спои исламот под еден чадор, под една сенка. Ова е благодат на ислам кој ние не можеме, валлахи би се колна во еден Аллах, не можеме да го платиме. Вели пејгамбер со селем во хадис сахих, и тука ќе завршам. Вели пејгамбер со селем во хадис сахих, леу enne ибн Адем خر ساجدا هرما ابتغاء مرضات الله لحقره يوم القيامة. Синот на Адем, ние сме сите потомци, синови на Адем. Од денот кога го дошол на оваа земја, од првиот ден кога се родил, кога мајка не роди, и нашите чела ги ставиме на сеџда на Аллах, па до денот додека ќе умреме, пример 50, 60, 70, 80 години, на сеџде, цел живот. На судниот ден кога ќе излеземе пред Аллах, лахақараху јаумал кијама. На судниот ден ќе рече малку направив за Аллах. Ова што прави ни е малку колку што Аллах заслужува, колку Аллах што ни дал нам дарови. Уста која зборува, очи кои гледаат, уши кои слушаат, црн џигер кој има 500 функции во наше тело, бубрези кои ни ги чистат наша крв. Опитај ги они кои да во диализа 3 пати неделно, седмично, по 4 сати на апарати. И можеме да му се платиме на Аллах. Знаете дека ние во тело имаме околу 90.000 километри крвоток, што ни кружи секој дел, секоја нерв, секоја артерија, све со изинот Аллах азza ва џелле. Затоа ги браќа, фала на Аллах, ауален ва ахирен. Фала на Аллах и на почето и на крај. Хадис Муслим. Да завршим ше? Ајде, да завршим, доста е. Вели Аиша на Расулуллах ﷺ сопруга. Факатту небие лейле. Една вечер, една ноќ го изгубих на Расулуллах. Што значи го изгубих? Пегамбер имал соба 2 на 2, 2 метра на 2. Не беше соба. Валлахи, пегамбер кога искал, кога сакал да кланjал, ќе речел на Аиша, Аиша, тргни се мало во чош, тамо вон настрана, да паднем на сеџде, било тесно. Ние наши куќи денеска се палати широки, како кралеви сме денеска ние, како принцеви сме. Вели Аиша, се разбудих ноќе и гледам, нема го Расулуллах. Станав, кога гледам тој ноќе, вика, мојата рака допре неговата нога, на овој мек дел, нога, на нога од позади вака. И го слушнав како пегамбер се моли. Слушај го оваа дова. Овие све дови се автентични, хадиси. Аллахуме инни аудhu бика биридака мин сахатик, ва би муафатика ан укубетик,
Ва уъудhu бика минк. Ла ухси санан алейк, енте кема аснейта ала нефсик. О Аллах, барам заштита со твоето задоволство од твојата казна, од твојот гнев и од твојата лутина. Ва би муафатике, од твојата заштита, од твојата казна. Барам заштита од тебе. Ла ухси. Не сум во состојба да ти искажам доволна благодарност и да те пофалам, како што ти самиот заслужуваш и самиот си се пофалил. Значи, ние не можеме да најдеме зборови да изразиме благодарност на Аллах, што не спои, што ни го лесни живот, да можеме да клањаме, да патуваме, да правиме хаџ, умра, да се среќаваме со браќа верници. Аллаховите благодати се неизмерни. Ва ин таудду ниъмата Аллахи ла тухсуха. Не може да изброите Аллах што нам ни дал. Аллах го молам да не спои во џеннет во друштво со Расул селем. Затоа, драги браќа, правите халал, халал. Ако малце сгрешив, ако нешто не ме разбрахте, јас се трудех полека да зборувам. Иншалла, ме разбравте. Иншалла, има хајр овој меџлис, овој кружок. Аллах да ве чува, и вашите фамилии, вашите семејства, иншалла таала. Халал чинете. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату.